убаво кажано, да преминеме кон проучување. Тоа значи дека сите треба да проучувате. Едно кратко резиме од последните две саботи. Откривме дека Светото писмо, поточно посланието до евреите, и денот на помирувањето, Јом Кипур, и службата на очистувањето на светињата, на светилиштето, во тој ден ги смета за исполнети со првото Христово доаѓање. Како што говоревме за судот, или поставивме прашање, дали е можно, врз база на Христовите зборови во Јован 12 глава, дали е можно пророштвата за судот да имаат двојно исполнување, еднаш при првото Христово доаѓање, а друг пат при второто Христово доаѓање. По истата логика, дали е можно денот на помирувањето да наоѓа своје исполнување со првото Христово доаѓање, а тоа да не мора да значи дека не може да има некое наредно исполнување при крајот на светот, пред второто Христово доаѓање. Се разбира дека е тоа сосем можно. Сосем е можно старозаветните типолошки, па и многу вербално кажани пророштва од страна на пророците, но и церемониалните пророштва, кои што се имплицирани во старозаветните обреди и празници, да имаат двојно исполнување. Впрочем, и во Стариот Завет, ако ги читате сите пророштва за доаѓањето на Спасителот Месија, дали таму постои разлика помеѓу прво и второ Христово доаѓање? Дали во Стариот Завет може да се разбере дека постои разлика помеѓу некакво прво и после некакво второ Христово доаѓање? Не, самиот Стар Завет, кога зборува за доаѓањето на Месија, зато и евреите така верува до ден денес, се разбере или се сваќа тоа, сите тие пророштва, како едно единствено негово доаѓање. Значи, дори Новиот Завет ни зборува дека Месија еднаш дошол и дека пак ќе дојде. По таа логика е исто толку логично да се прифати дека и многу други старозаветни пророштва и за судот, и за помирувањето може да имаат двојни исполнувања. Еднаш со првото Христово доаѓање, а тоа да не порекнува и да не значи дека не може да има и наредно исполнување при крајот на светот. Според тоа, адвентистичкото учење за помирувањето, за службата во светињата над светињите, за очистувањето на светилиштето, и сето тоа се надоврзува на судот, како нешто што започнува 1844 година, само по себе не мора да биде во спротивност со науката на апостолите, посебно на посланието до евреите, дека сето тоа имало свое исполнување и на крстот при првото Христово доаѓање. Меѓутоа, задачата е како да ги помириме овие две гледишта, односно да најдеме хармонијата помеѓу нив. Затоа што ако остане само вака, ќе изгледа дека адвентизмот се противи на Новиот Завет, на учењето на Новиот Завет. Мината сабота го прочитав и цитатот од Елена Вајт, кој што и сега би сакал да го повторам. Се наоѓа во Знаци на времето, списанието Знаци на времето, 19. април 1905 година, и гласи вака: се уште, носејќи ја човечката природа, тој се вознел на небото, триумфално и победнички, ја зел со себе крвта на помирувањето. Каде? Според незините зборови, во светињата над светињите. Токму она што го читавме на повеќе места во посланието до евреите. Попрскал со неа над поклопецот на милоста, како и на
својата облека и го благословил народот. Завршен цитат. Еден проповедник од Австралија, да нагласам дека е независен проповедник, да не свати некој што го гледа ова преку интернет, дека се работи за некој проповедник на новата теологија, бидејќи Австралија е позната по тоа, успел да пронајде повеќе цитати на Елена Вајт. Јас бев свесен само за некој од нив, но тој успел да најде повеќе цитати од Елена Вајт, да ги собере на едно место и да ги објави на интернет. Цитати според кој Елена Вајт исто така тврди, се согласува и учи дека Христос со своето вознесение на небото започнал таква служба која што одговара на првосвещеничката служба во светињата на светињите, што навидум изгледа спротивно на други неизини цитати и визии и изјави дека таква служба Христос започнал 1844 година. Кога лично јас открив колку многу неизини тврдења постојат на оваа тема, а и се уште се откриваат по некои, неодамна забележав една неизина изјава, не се сеќавам само точно каде, треба се малко да ги средам мислите каде точно го видов тоа, дали на интернет, дали во некоја книга и така натаму, каде што таа вели дека Христос се вознал, кога се вознал, влегол во светињата за да ја очисти. И така натаму, и така натаму. Мене лично многу ме охрабри ова, што Елена Вајт се согласува со учењето во посланието до евреите. И сега треба да ја најдеме хармонијата помеѓу класичното адвентистичко учење за 1844 година и, така да го наречам, евангелското учење од Новиот Завет. Нема никаква врска со Евангелската црква, како име на една деноминација, туку со учењето на Евангелието, какво што апостолите го проповедаа и го предадоа на наредните генерации. Меѓутоа, се уште не го споменав, не стигнав изворниот, оригиналниот збор во посланието до евреите и 9-та и 4 стиха во 9-та и 1 стих во 10-та глава, 19-тиот во 10-та, каде што мнозина преведувачи имаат проблеми како да го преведат. И ние забележавме дека некои, дори кај нашите преводи се јавува таа дилема, некои тој збор го преведуваат со светиња, некои со светилиште, како да се работи за целина, некои со светиње на цветињите, видовме дека некои преводи, како например Константинов, значи еден ист превод, на едно место преведува светиње на цветињите, на друго место светиња, иако се работи за истиот оригинален збор. Дори и англискиот превод, King James, го има тој проблем, бидејќи во Евреите 9.8, што ги читавме тие текстови, и во 10 глава 19 стих, вели светињата на цветињите. Меѓутоа во 9.24 вели свети места, во 9.12 вели светиња или свето место. Иако во сите тие текстови постои еден те ист изворен збор во посланието до евреите, а тој збор е еден збор во множина, на грчки гласи таагија, во множина, што значи светињите, буквално преведено. Значи, секаде каде што се споменува овој збор, буквално ако би требало да се преведе, интересно зашто никој тоа не го направил, треба да се преведе со светињите. Да се обидеме да ги прочитаме уште еднаш сите тие текстови, сите вкупно 5 стиха во посланието до евреите,
9 и 10 глава. Ако сега го употребиме овој буквален превод на изворниот збор. Значи, 9 глава 8 стих, клучниот. Преку ова Светиот Дух покажуваше дека се уште не е отворен патот за светињите, се додека стои првата скинија. Или првиот шатор, или првото одделение, односно светињата. Се разбра, кога се расцепила завесата во храмот, во часот на Христовата смрт, според овие Павлови зборови, тоа што го снемало од храмот било првото одделение, светињата. Бидејќи сега се станува една просторија. И сега тука е корисно да споменам една забелешка што се Олгице, што по минатата сабота проповедта ми ја направи. Пред 2 саботи имено јас споменав, поставив едно прашање, дали според првиот цитат од Коптежот на вековите, што го цитирав тогаш, дали со цепењето на завесата Бог сакал да покаже дека неговото светилиште, светињата, оно што било светли на светињите пред да се расцепи завесата, повеќе не е свето место. Затоа што во првиот цитат од Коптежот на вековите, Елена Вајт напише дека на тој начин местото кое што некогаш било свето, не било повеќе свето. Јас уште тогаш го дадов тој одговор, значи пред 2 саботи, кога реков дека во вториот храм воопшто не била присутна Божијата слава, значи и кога постојала завесата, во светињата на светињите не постојал, го немало ниту ковчегот, ниту херувимите, ниту поклопачот на милоста, значи ниту 10 заповеди внатре во ковчегот, ниту Божијето видливо присуство, шекина. Според тоа место и пред да се расцепи завесата не било така свето, буквално, како што било во првиот храм. Кога постоела видлива сета таа манифестација на Божијата слава. Меѓутоа, суштината на нашето проучување беше вториот цитат од Коптежот на вековите што го прочитав, според кој, значи тоа е еден од тие цитати, Елена Вајт се согласува, како и со овој од минатата сабота и сега, дека Христос влегол, дека е отворен патот кон светињата на светињите. Со Христовата смрт бил отворен патот кон светињата на светињите и со цепењето на завесата, значи е отворен патот кон Божиото, самото Божио присуство. Зашто сега апостол Павле зборува понатаму. Веднаш следниот стих е 12-тиот. Значи, ниту со крв козија и телешка, туку со својата крв, рековме козија и телешка, што значеше тоа? Тоа беше крвта преку која, со која старозаветниот првосвещеник влегувал во светињата на светињите на Јом Кипур, да изврши помирување. Со телешката прво за своите греови и за своето семејство, а со козијата, со јарешката за целиот Израел, за целиот народ. Туку значи, не со таква крв сега, контрастот е сега колку е по-ефективна, по-супериорна Христовата жртва, туку со својата крв влезе, и секога би го потребиле изворниот збор, влезе во светињите еднаш за секогаш и изврши вечен откуп. Потоа се префрламе на 24 стих. Зашто Христос не влезе во ракотворени светињи, кои што се само образец на вистинските, туку во самото небо, за да се јави сега пред лицето на Бога за нас. Еве е суштината. Која е суштината на Јом Кипур? Првосвещеникот влегува во самото Божјо присуство. Исус влегол пред лицето на Бога за нас.
И сега, ако малку размислите, адвентизмот никогаш не порекнал дека од своето вознесение Исус цело време се наоѓа во присуството на својот татко. Адвентизмот никогаш не учел дека Исус 18 векови бил одвоен од лицето на својот татко, со некоја завеса помеѓу нив, и дури во 19. влегол во неговото присуство. Да, така учеше адвентизмот, тоа навистина ќе беше очигледна лажна наука. Мислам, нешто што не мора да се отвори посланието до евреите, за да се знае дека тоа би било погрешно. 25 стих. И не да се принесува себе како жртва повеќе пати, како што првосвещеникот влегува во светињите секоја година со туѓа крв. Ови стих е исто така многу јасен, кажува каде влегувал еврејскиот првосвещеник секоја година со крвта козија и телешка, значи не со своја, во светињата на светињите. Значи, 9 глава, 8 стих и тука 25 стих се најблиску во толкувањето, најјасно откриваат дека се работи за светињата на светињите, па тоа се поставува прашање зошто апостол Павле не напише јасно светињата на светињите, зошто напишал само светињите. Веројатно затоа што, велам веројатно, бидејќи на ово прашање, можеме да дадеме одговор додека не го прашаме него самиот. Веројатно затоа што повеќе не постојат двете оделенија како такви, па едно да биде само еднаш свето, или со светост од прв степен, а другото да биде, затоа што е посвето и од ова, и од надворешниот трем, светиње над светињите, со некоја со повисок степен на светост. Да отвориме сега и во 10 глава, 19 стих. На овој стих малку повеќе ќе се задржиме следната сабота, бидејќи многу одговара на духовната подготовка за светата вечера. И така, браќа, кога имаме слобода да влегуваме во светињите преку крвта на Исус Христос по нов и жив пат, 20-тиот, што тој ни го отвори низ завесата, односно преку своето тело. Тука ќе споменам само, секаде во Стариот Завет, поточно во Мојсеевите книги, секаде каде што се споменува изразот низ завесата или зад завесата. И само така, без да се кажува која завеса, значи, секаде само каде што стои овој израз, низ завесата, зад завесата, зависно како ќе се преведе, 100%, значи во секој случај се мисли на светињата над светињите. Проверете, нека ви биде тоа една домашна задача, една занимливост. Проверете, секаде каде што во Стариот Завет се споменува изразот зад завесата или низ завесата, секаде во 100% без исклучок случај се мисли на светињата над светињите. Има и некои стихови во Мојсеевите книги, кај што ако се мисли на првото оделение, значи само на светињата, тогаш се вели пред завесата. Има еден таков стих, каде што се вели пред завесата, кога се мисли на првото оделение. Но во сите случаи, каде што се споменува изразот зад завесата или низ завесата, се мисли логично на светињата над светињата, се мисли на второто оделение. Ако така е случајот со Стариот Завет, значи во 100% случај под тој израз се подразбира светињата над светињите, кога апостол Павле на две места во Евреите го споменува истиот овој израз, еднаш во 6 глава 19 стих, а втор пат овде во 10 глава 20 стих. Низ завесата, тоа што би требало да подразбереме. Ако го земеме Стариот Завет како водилка, според принципот Библијата се толкува со Библија, писмото се толкува со писмо, значи секаде каде што читаме низ завесата во посланието до евреите, ќе треба да разбереме дека се работи за светињата на светињите. Мнозина адвентисти се обидувале да го изменат, да некако сакајќи да докаже дека Христос бил само во првото оделение цело време, во апостолско време,
се обидувале поинако да ги толкуваат овие зборови. Поточно изворниот текст, изворната именка, светињите, па и самиот израз зад завесата, меѓуто сето тоа паѓа во вода. Такво силувано толкување не може да држи. Едноставно треба да признаеме дека посланието до евреите учи дека Христос ја започнал онаа служба што во Стариот Завет одговарала на првосвештеничката служба на Јом Кипур, во светињата на светињите, уште со своето вознесение на небото. Значи, уште од почеток, уште пред 2000 години. Да го потврдиме малку тоа и со некои други текстови надвор од посланието до евреите. Прво се уште во евреите, но во првата глава имаме еден интересен текст. Првата глава, 3 стих, апостол Павле ги запишал следниве зборови. За Христа се разбира. Тој е одблесок на Божијата слава. Значи, веднаш на самиот почеток на посланието, како вели Бог во старо време, многу пати зборувал преку пророците на нашите татковци, потоа ни се откри во последните денови преку Синот, кога го постави за наследник на се, и преку кога ги создаде и вековите. И сега третиот стих продолжение. Тој е одблесок на Божијата слава и отпечаток, вели овој превод, на неговата суштина, и се држи или се одржува со својот моќен збор. И потоа што вели за Христа? Откако преку себе ги очисти, минато време, ги очисти нашите гревови, седна од десната страна на престолот на Севишниот во висините. Каде се наоѓал престолот во старозаветното светилиште? Во светињата на светињите. Може да свртиме Евреите 8 глава, 1 стих, и таму се вели Исус, кога влезе во неракотворено светилиште, ја помине небесата, седна на десната страна од престолот на Севишниот и така натаму. Тука во 3 стих конкретно се кажува дека во минато време Исус ги очистил нашите гревови. Дали тоа се противи на адвентистичкото учење дека Исус почнал да ја чисти светињата и да ги чисти гревовите дури во 19. век? Не мора да се противи ако се работи за две различни работи. Значи, адвентистичкото учење за очистувањето, барем според Елена Вајд, пионерите можеле да грешат тука. И грешале, тешко грешале. Затоа што биле на почеток, ги проучувале овие работи, не им било се јасно, одеднаш, Господ сака постојано да проучуваме Библијата и постојано ќе откриваме нови работи кои што ќе го збогатуваат, значи, нашето сваќање за вистината, но не можеме само да тераме традиција на нешто што еднаш за секогаш го зацртале нашите предходници, да речеме така, и да мислиме дека сега надвор од тие рамки не сме да се излегува и да се оди. Меѓутоа, според оно што Елена Вајд го пишува, можеме некојаш друг па да се занимаваме со тие нејзини цитати, очистувањето за кое што таа зборува од 1844 година наваму, и сето тоа е во контекст на истражниот суд, е очистување во смисол бришење на записот на гревовите, на оправданите верници, од небесните книги. Истовремено вели и бришење на истите од меморијата на оправданите, запечатените праведници. Тоа е сосема друго нешто од очистувањето за кое што зборува Новиот Завет. Во Новиот Завет уште веднаш секој кој што поверувал во Исуса Христа и го прифаќал за Спасител, добивал опростување, добивал оправдување, добивал посветување и очистување. Што вели Јован, верен и праведен, ако ги признаеме нашите гревови, да не ги прости и не само тоа, туку и што, и да не очисти од секоја неправда. Значи, некој христијанин од првиот век, за да биде очистен, не требал да се надева дека некојаш 18 векови подоцна Исус ќе го очисти. Значи, очистувањето за кое што зборува Новиот Завет е нешто што било веднаш од крстот наваму, уште на самиот почеток, достапно за
верниците уште во апостолската црква. И во сите векови потоа. Но очистувањето за кое што Елена Вајд зборува во големата борба и во Патриарси и пророци. Иако можеби во рани списи на почеток тоа не е толку јасно, но подоцна како самата добивала повеќе откровенија и самата повеќе ја проучувала оваа тема, во големата борба и во Патриарси и пророци открива повеќе детали. Очистувањето за кое што зборува, значи, адвентизмот, а за мене адвентизмот е Елена Вајд. Не може да речат адвентистите денес, не ни треба Елена Вајд. Ако не ни треба Елена Вајд, тогаш не треба да постоите. Не треба да постоите. Која е основата на вашето постоење? Се појавила една нова секта од 19 век, која што мисли дека е попаметна од другите. Ако основата на вашето постоење не е Божјата реч и неговото откровение с Христовото сведоштво, духот на пророштвото, тогаш немате причина да постоите. Значи, Исус веќе ги очита нашите гревови. Што вели апостол Павле, да прочитаме во Римјаните 5 глава. Послание до Римјаните 5 глава. Единаести стих. Се закавате 5 глава да проучувавме во контекстот на оправдание со вера, теологијата на Джон Си Вагонер, пораката од Минеаполис и така натаму. Всушност, сето оно што тогаш го зборувавме и го нарекувавме универзално законско оправдание, или како што Вагонер го нарекува универзално откупување, тоа е оно што Елена Вајд го нарекува комплетното или совршено помирување, остварено на крстот. Во 11 стих од 5 глава, апостол Павле кажува нешто што уште пионерите на адвентизмот имале проблем да го сварат. И множи на други адвентисти до ден денес. А освен тоа, вели Павле, и се фалиме со Бога преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого добивме сега што? Што во минато време добил апостол Павле и христијаните од негово време? Добивме помирување. Значи, аспектот на помирување за кое што зборува Јом Кипур, но типолошки зборува, како сенка, како најава за она што Месија ќе го оствари во суштина, односно вистински, апостол Павле го смета за веќе остварено во негово време. Се сеќавате и на еден друг вагонерски, така да речам, стих, иако се работи за библиски текстови, за павловски мисли и зборови. Второ послание до Коринтијаните, 5 глава, повторно 5 глава. 19 стих, зашто Бог го измири светот со себе преку Христос, еве помирување. Уште еднаш помирување остварено на крстот. Не земајќи ги предвид престапите на луѓето и го положи во нас словото на измирување. Двесетиот стих, врз основа на ова универзално помирување што Господ го остварил на крстот, 20 стих представува повик до поединци, до индивидуалните слушатели на Евангелието. Па така, ние сме Христови пратеници како Бог да зборува преку нас. Ве молиме во името на Христос, помирете се со Бога. Со други зборови, прифатете го помирувањето што Христос го остварил. Влезете во новиот завет. Прифатете го очистувањето, опростувањето, оправданието и посветувањето преку неговата жртва. Повеќе не можете, безсмислени се повеќе животинските жртви, за да го добиете сето тоа. А всушност Стариот Израел не го добивал сето тоа со животинските жртви, затоа што апостол Павле вели во 10, дори на Јом Кипур,
еднаш годишно, затоа што апостол Павле вели во Евреите 10 глава, затоа што крв телешка и јарешка не може, животинската крв не може да ги избрише гревовите. Да сетим уште еднаш на самото пророштво на пророкот Даниил за 70 седмици. Каде се наоѓа од пророштвото на Даниил за 70 седмици? Зимоски имавме само една специјална проповед за тоа. Даниил, која глава? Само Борче е сигурен, која глава? 9 глава се разшира. Даниил 9 глава. Што ни се кажува веднаш во 24 стих? Значи зборовите на ангелот Гаврил. Што треба да се случи во тие, што се треба да се случи во тие 70 седмици определени за Божиот народ? Или за Даниловиот народ? За еврејскиот народ? Што се треба да се случи? 70 седмици се определени за твојот народ и за светиот твој град, за да се случи што? Овој превод вели да дојде крај на престапот. Да му се стави печат на греот. Да бидат избришани беззаконијата. Еве малку динамичен превод. Ме интересува како гласат другите преводи, иако точна е суштината на ово што се кажува. Како? И после тоа? Да се покрие. Тука се употребува изворниот текст. Кафар на еврејски. Што значи буквално покрие, покривање, а истиот збор значи помирување. Затоа Јом Кипур или Хакипурим од глаголот кафар, да се покрие. Како што вели псалмистот во 32-иот псалм, блажен е оној чии гревови се простени, чии беззаконија се покриени. Изворниот еврејски текст вели, значи после ставањето печат на гревот, да бидат покриени, да бидат помирени, да биде извршено помирување за беззаконијата. Но и овака динамично преведен во ревидираниот, да бидат избришени беззаконијата, и тоа е точно. Апостол Павле веќе рече дека Исус тоа веќе го направил, ги очисти неште беззаконија со својата жртва. Христовата крв е таа што чисти. Христовата крв е таа што чисти. Кога Христос еднаш ја пролила својата крв, значи дека тој веќе со неа очистил. Не може таа крв да биде без ефект 18 или 19 векови и дури тогаш да стане способна да очистува. Значи, ние мора да ги разликуваме овие два вида очистување. Христовата крв го очистила светилиштето, Христовата крв го очистила Божиот народ, сите минати беззаконија кои што се трупале, затоа што животинска крв не може да ги чисти, да ги бриши, само се трупале со векови до крстот, се акумулирало тоа беззаконие до крстот. Избидејќи само Христовата крв очистува, само тогаш и можеле да бидат навистина очистени. Значи, според пророштвото на пророкот Даниил, меѓу другото, во рамките на тие 70 седмици требало да биде извршено помирување за беззаконијата. Сега, кога верувате дека завршиле 70 седмици? Знаете, процентите имат едно друго толкување на оваа глава, според која до Христово време траеле 69 седмици. А 70-та, последната седмица, е нешто што ќе се случи во иднина. Значи, се уште не е случено. Значи, постои таа така наречена
провалија или бездна помеѓу 69-та и 70-та седмица. Кога вие верувате дека истекле 70 седмици? Кога адвентизмот верува дека истекле 70 седмици? Да, значи 34-та година верува конкретно од првиот век, значи во апостолско време. Значи до тогаш според пророштвото требало да биде извршено помирување за беззаконијата. Требало да биде исполнет Јом Кипур. Требало да бидат избришени беззаконијата. Не можеме да го порекнуваме тоа, да тврдиме едностранно дека тоа дело се случува само од 19 век навака, а и да продолжиме да веруваме во пророштвото за 70 седмици. Не можеме двете работи. Значи, мора да признаеме дека Јом Кипур нашол своje исполнување во апостолско време на крстот со првото Христово доаѓање, а тоа не мора да значи дека не може да има второ или наредно исполнување во некој поинаков смисол пред второто Христово доаѓање. Пред финалниот Божји суд. Пред да настапи царството на славата. Бидејќи со првото Христово доаѓање настапи царството на милоста. Како што го разликуваме, значи судот на крстот, сега е судот на овој свет, сега кнезот на овој свет ќе биде исфрлен надвор, од судот во 1844 година, а па тоа го разликуваме од финалниот Божји суд во Откровение 20 глава. Како што го разликуваме царството на милоста и царството на правдата, како што го разликуваме првото од второто Христово доаѓање, така треба да го разликуваме помирувањето остварено на крстот, очистувањето остварено на крстот, Јом Кипур остварен на крстот, од она финално исполнување на сето тоа, повторно пред крајот на времето. Кога не би го разликувале тоа, еве да се вратиме на темата за царството, кога не би разликувале царство на милост и царство на слава, тогаш би спаднало дека Елена Вајта лажен пророк, затоа што додека Новиот Завет учи дека Христос веќе се зацарил во небесното светилиште со 50-ница наваму, апостол Павле учи дека Христос веќе царува, 1 Коринтијаните 15 глава, а адвентистите велат дека Христос 1844 година влегол во светината црква за да биде зацарен. Значи, ако не ги разликуваме царството на милоста и царството на правдата, ќе испаѓа дека адвентизмот противречи на Новиот Завет. Но и самата Елена Вајт, ако се сеќавате на цитатот од Дела на апостолите, тврди дека Христос бил зацарен во светињата, во светилиштето на 50-ница. Дали таа си противречи на себе си? Дали си противречат на едни неизини цитати, на други неизини цитати, како и во случајот со оваа тема? Тоа е прашање кое што можеме да го одговориме ако ние лично ја проучиме оваа тема за нас самите, за самите себе. Ова е прашање кое што, за да го разбереме добро светилиштето, науката за светилиштето, не смееме да зависиме од теолози, не смееме да зависиме од омилени адвентистички или било какви писатели. Бидејќи тие до сега покажале дека грешат. Покажале дека оваа тема не им е јасна, како што не им е јасна пораката за оправдание со вера од Минеаполис навам. Значи, на повеќето адвентисти се уште тоа не им е јасно. Мораме сами да ги проучиме овие работи од Светото Писмо, за да ни бидат јасни, и ако сме верни на Бога, значи ако ги држиме работите што Господ ни ги открил, тогаш ќе добиеме и поголема светлина. Не успев повторно да зборувам ни за откровението, и тоа ќе остане некојаш за воиднина. А идната сабота само во контекст на Светата вечера ќе се задржиме малку повеќе на 10 глава до Евреите, 19 и 20 стих. И со тоа и ќе заокружам оваа серија од 4 предавања само за
светињите. Така да ја наречам цела серија, како што ја нареков проповета од мијатата сабота. И ако Господ даде живот и здравие, некојаш друг пат ќе ги проучиме оние делови во Откровението кои што зборуваат за небесното светилиште. Како Откровението го слика, го представува небесното светилиште. Нека му е фала и слава вечно. Амин.